Скопската градска администрација ќе добие автомобил на електричен погон. Мнозинството во Советот даде зелено светло да се потрошат 30.000 евра за набавка на ново возило. Во бурна расправа опозицијата обвини за расипништво и непотребно трошење на градските средства, а пак поддржувачите на предлогот се одбранат дека автомобилот ќе биде исплатлив. Мисли е такво возило за градоначалник. Ја мислам тоа е за граѓаните, за луѓето што работат, тие што одат цел ден, што вртат низ градот. Се од ваша институција мислите ова возило не е доволно достоинствено за градоначалникот. Гледаме дека сте по луксусот и по началите, по другите работи, ама да. Значи, она што мора да го признаете, дека ова е непотребен луксус и расош. Значи, не се само возилата. Фирмата која ќе достави понуда, откако ќе биде распишан тендер, не смее да понуди поскап модел од 30.000 евра. За сега не е понуден предлог до советниците, кои се можните опции и кои се производителите, освен дека ваквите автомобили во просек трошат 40 денари за 100 поминати километри. Вака платена возилото за брзо време ќе биде исплатена врз основа на ниските трошоци за експлоатација. Пред советниците беа понудени и предлозите за купување на чамец, мотор за чамец, дополнителна опрема и моторно возило за лица со потешка инвалидност. Отфрлени беа предлозите на опозицијата, парите место за купување на електричен автомобил да се потрошат за возила, за брзата помош или пак за потребите на комуналното претпријатие.